Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате деветиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Ова книга ја напишал Хазрети Мирза Башар Удин Махмуд Ахмад, халифатул Месих II, разијалаху анху, синот на ветениот Месија. Книгата представува кратка приказна за животот на ветениот Месија, затоа што се чувствувала голема потреба во западниот свет. Книгата дава краток приказ на неговиот живот, семејството и неговата мисија. Книгата е напишана на урду јазик, а на англиски за прв пат е објавена во 1917 година. Талим ул Ислам, високо училиште. Во 1898 година тој исто така ги поставил темелите на високото училиште за образување на децата во заедницата, за да ги заштити од нездравото влијание на обичните училишта. Во првата година во училиштето се одржувала настава од основен степен, но секоја следна година додавала по еден степен нагоре, се до 1903 година, кога ги представила првите кандидати за универзитетските приемни испити. Некои негови непријатели во 1899 година барале да се покрене судски процес против него, под изговор дека тие се плашат тој да не им нанесе некаква штета. Но како и секогаш, неговите противници доживеале голем срам, а тој бил целосно ослободен. Во 1900 година постигнал друг голем успех против христијаните. Имено го повикал англискиот бискуп од Лахор, доктор Лефрој, кој работел против муслиманската јавност, држејќи серија провокативни предавања против исламот, секој од нив да ја потврди и одбрани својата вера, преку тоа колку ќе биде примена молитвата од нив двајцата одделно. Главните весници го поддржале неговиот повик, но високиот угледник не се осмелил да го прифати тоа и со тоа да се вброи во листата на неговите противници. Джемаатот го добива името Ахмади. Во 1901 година правен е попис на населението. Ветениот Месија издал налог до своите следбеници со напомена да се изјаснуваат како Ахмади муслимани. Така ги разликувал своите следбеници помеѓу останатите муслимани, доделувајќи им ја титулата Ахмади. Истата година некои од членовите на неговото семејство, кои биле против него, поставиле ѕид пред џамијата за да го насамарат него и неговите следбеници. Последица од тоа било што следбениците морале да кружат околу ѕидот по подолг пат, што им создавало проблеми и ги вознемирувало. Кога ветениот Месија не можел да ги разубеди во таквата постапка, не му останало ништо друго освен да покрене судска постапка против нив во јули 1901 година, за да се ослободи од наметнатиот терор. Спорот уште следниот месец бил решен во негова корист. Ѕидот бил срушен, а на противниците им било наложено уште да го платат и судскиот трошок. Ветениот Месија меѓутоа ги ослободил од тој дел на обвинението и се откажал од понатамошниот тек на процесот. Преглед на религијата. Во 1902 година дал упатства да се започне со објавувањето на магазин, чија цел би била да се пропагира исламот во Европа. Му било дадено име Преглед на религијата и со помош на Аллах, тој магазин и денеска добро си ја врши работата. Објавуван е на два јазика, на урду и на англиски.
се покажал како многу корисно средство за пропагирање на исламот во Европа и во Америка, и пријателите и непријателите со восхит ја пофалиле исклучителноста на неговите содржини. Во првите години од издавањето, неколку членови на заедницата давале придонес со пишување на колумни, а и ветениот Месија редовно лично испраќал своји текстови. Тој пишувал на урду, а преводот бил објавуван на англиски. Овие текстови оставиле голем впечаток на читателите и магазинот бил прифатен прилично добро, уште во првата година од објавувањето. Инспирирана худба. Истата година по повод Ид Улас, Курбан Бајрам, еден од двата муслимански празника, кој се прославува на денот после Аджилукот, ветениот Месија по налог од Бога одржал худба на исклучителен арапски јазик. Во текот на својот говор изгледало како сосема да е оддалечен од својата околина. Неговото лице било вжарено и кај слушателите предизвикало стравопочитување. Худбата била величествена, а стилот благороден. Најголемите арапски зналци не можеле да направат рамна на неа. Говорот бил полн со највозвишени вистини и исполнет со длабоки и возвишени идеи. Оваа худба била печатена и објавена под името Худба Илхамија, учењето арапски. Во тоа време, ветениот Месија развил за своите следбеници многу едноставен метод за учење на арапскиот јазик. Тој се состоел во тоа што првин тој ќе составил неколку реченици на арапски јазик со чист и лесен стил, кои тие ќе требало да ги усовршат така што на тој начин би се зближиле со јазикот. Речениците се однесувале на секојдневните животни потреби, а именките и глаголите употребувани во нив биле секојдневни зборови. Во таа серија биле создадени неколку лекции, но бидејќи многу поважни работи го барале неговото внимание, проектот морал да биде одложен. На секој чекор тој го осветлувал патот на своите следбеници, за да би можеле тие да го следат. Тоа што тој го сакал било во секоја земја, покрај мајчиниот јазик, арапскиот да биде вториот јазик за муслиманите, што всушност и бил, и мажите и жените да постигнат таква блискост со тој јазик, што ќе ја олеснат со тоа работата на следните генерации во усовршувањето на тој јазик, па децата ќе можат да го учат уште од најраната возраст, заедно со својот мајчин јазик. Се додека таа цел не биде остварена, исламот нема да може да се постави на своји темели. Луѓето кои не се блиски со јазикот на своите верски книги, никогаш нема да можат да бидат потполни поборници за својата религија и никогаш нема да можат да бидат потполно сигурни од нападите на непријателите на својата вера. Луѓето кои во стекнувањето на знаењето за својата религија потполно се зависни од преводот, постепено го губат соодветното знаење за својата вера и своите книги и така постепено ја губат својата чистота. Преводот го одвлекува вниманието на луѓето од проучувањето на оригиналот и затоа што преводот никогаш не може во целост да го замени оригиналот, заедницата се оддалечувала од вистинското значење и духот на верата. Исполнувањето на оваа желба на ветениот Месија и понатаму е во вниманието на неговите следбеници и ако даде Бог, таа ќе се оствари еден ден. Ставен темелот на минарето Мунартул Месија од старото предскажување. Постои предскажување од честниот пратеник салаллаху алейхи веселем дека Месијата ќе се спушти на бело минаре источно од Дамаск. Вистинското значење на тоа е дека ветениот Месија ќе дојде со најјасни докази и знаци дека неговата величественост ќе го осветлува светот и дека ќе го следи голем успех. Во јазикот на соновите, минарето означува јасни докази, кои никој не може да ги побие, а стоењето на високо означува истакнување, кое секој ќе го забележи, додека доаѓањето од исток значи постигнување на успех, на кој никој нема да може да му се спротивстави. Сепак со желба да го исполни предскажувањето и буквално,
ветениот Месија во 1902 година ги поставил темелите за минарето во главната џамија во Кадијана. Почетокот на успехот. Кон крајот на 1902 година, Крам Дин покренал тужба против ветениот Месија, обвинувајќи го за злоупотреба на пари и заради тоа, ветениот Месија бил повикан на суд во Јехлум. Тој таму отишол во јануари 1903 година. Патувањето представувало почеток за неговиот успех и покрај тоа што одел да одговара за кривична тужба, таму го чекале толку многу луѓе кои сакале да се сретнат со него, што не можеле да се избројат. Кога стигнал на железничката станица, толпата била толкова што немало каде да се застане на платформата. Дури и надвор од станицата, по улиците, луѓето го отежнувале носењето на носилката. Властите биле присилени да направат посебен договор за одржување на редот и за таа цел Мунши Гулам Хајдер, такслидар, бил распореден на посебна должност. Тој останал со ветениот Месија и со голем напор правел пат на носилката низ толпата која се простирала право до градот. Покрај луѓето од градот, илјадници луѓе од селата дошле да го видат. Повеќе од 1000 луѓе положиле заклетва за пристап и кога тој отишол во судот, тука имало собрано толку многу луѓе кои биле дојдени да сведочат во процесот, што станало тешко да се најде место за сите нив. Мноштвото собрани се протегало дури до полето. Ветениот Месија бил ослободен уште на првото сослушување. Тој потоа среќно се вратил дома. Таа година била увод на преубавата ера на успех на мисијата на ветениот Месија. Понекогаш пристигнувале по 500 писма со пристапници во еден единствен ден и бројот на неговите следбеници растел од неколку илјади до неколку стотици илјади. Луѓето со различни животни патишта полагале заклетва за пристап и движењето почнало да се шири со голема брзина, минувајќи ги границите на Пенџаб, се до другите провинции и земји. Жртвата на новото движење. Во истата таа година, заедницата претрпела голема загуба. Еден од незините најугледни членови, Сахибзад Абдул Латиф, бил каменуван до смрт во Кабул, под обвинение дека ја прекршил верата, вознемирувањето на судот и конечната одбрана. Прогонувањата преку законски процеси, на кои крајот привидно им бил дојден во Јехлум, сега повторно започнале со посилен интензитет. Крам Дин, кој во Јехлум поднел обвинение против ветениот Месија заради наводна злоупотреба на пари, сега повторно покренал тужба против него во Гурдаспур. Случајот се развлекол исклучително долго и еден од пониските полициски судии бил преместен додека процесот се уште траел. Деновите за распит биле ставени толку близо, што ветениот Месија на крајот бил присилен да се смести привремено во Гурдаспур. Двајцата судии, кои еден по друг го воделе предметот, биле хиндуси и заради некоја несватлива причина процесот се растегал многу долго. Целиот случај се вртел околу 3 или 4 збора. Крам Дин на крајот употребил безобразна лага против ветениот Месија и затоа што тој подосна во една своја книга го нарекол Казааб, што значи лажливец и голем лажливец. И затоа тој подосна во една своја книга го нарекол Каззаб, што значи лажливец или голем лажливец. Тој исто така за него го употребил зборот лаем, што буквално значи низок или прост, но понекогаш се користи со значење на расипан и никаквец. Тужителот упорно повторувал како тој е нарекуван голем лажливец и никаквец, додека против него единствена докажана работа била дека лажел против обвинетиот. Така судот се впуштил во долго испитување на различните контексти во кои можат да се употребат тие зборови. Имало уште неколку прашања со сличен карактер и околу нив се водела толку долга дискусија, што биле потребни скоро 2 години да се донесе одлука.
فسبحان الذي أخزى الأعادي فسبحان الذي أخزى الأعادي. Денес го завршивме 9-тиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Еселаму алейкум.